ова издание. Трамп и Меланија пречекани со кралски топовски поздрав. Председателот ја почна 3-дневната официјална посета на Британија. А во Скопје пречекан генералниот секретар на НАТО. Подготвени сме да ве примиме во НАТО семејството, порача тој. Европски вардар со трофеот се враќа во Скопје. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон. Ова е ТВ журналот Newsflash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Милена Ѓоргиевска. Председателот на САД Доналд Трамп денес ја почна 3-дневната официјална посета на Британија. Пред малку имаше приватен ручек со кралицата Елизабета II, а предвидени се и државна вечера и разговори со премиерката Тереза Меј. Британската кралица Елизабета II и принцот Чарлс денес ги пречекаа председателот на САД Доналд Трамп и првата дама Меланија во Бакингамската палата. Председателскиот хеликоптер пристигна во резиденцијата на американскиот амбасадор, каде ќе престојуваат за време на посетата. По церемонијата за добре дојде, што вклучуваше поздрав со 41 топовски истрел, Трамп отиде на ручек со кралицата. Пред да го напушти Вашингтон, тој рече дека ова патување ќе биде многу интересно. Оти верува дека САД и Британија имаат можност да направат многу голем трговски договор во блиска иднина. Посетата се случува за време на политички тензии во Британија. Меј минатиот месец најави оставка, откако не успеа да го заврши излегувањето на Британија од Европската Унија. Трамп јавно го поддржа за нејзин наследник, поранешниот министер за надворешни работи Борис Џонсон, и најави дека можеби ќе се сретне со него и со поддржувачот на Брекзит Најџел Фараш за време на неговата посета на Лондон. Посетата на Трамп ќе вклучува и комеморативни служби за денот Д во Британија и Франција, како и посета на Ирска. Генералниот секретар на НАТО во Скопје порача дека членството во Алијансата ќе донесе поголема сигурност и просперитет за сите граѓани на Северна Македонија. Владимир Мирчевски известува. Состанокот на Северноатлантскиот совет, врвното политичко тело на НАТО и Комитетот за интеграција на земјава, што за прв пат се одржа во Скопје, само потврди дека е прашање на месеци кога Северна Македонија ќе стане 30-та членка на Алијансата. Генералниот секретар, придружуван од амбасадорите на 29 земји сојузнички, порача што значи оваа посета и што за земјата ќе донесе полноправното членство. Нашата посета праќа јасна порака дека сме подготвени да ве примиме во НАТО семејството. Откако сите членки ќе го ратификуваат пристапниот протокол, Северна Македонија ќе стане 30-та членка на Алијансата. Членството ќе донесе поголема сигурност и просперитет за сите граѓани. Ќе учествувате во формирањето на политиките на НАТО. Вашиот глас ќе важи како и секој друг глас на сојузниците. До сега 13 земји членки го ратификувале пристапниот протокол, остануваат уште 16. Алијансата за потенцијален термин за завршување на овој процес го смета првото тромесечје од идната година. Владата се надева дека тоа ќе се случи порано. Ратификацијата на протоколот за пристапување во националните парламенти на земјите членки се одвива со забрзано и посакувано темпо. Самитот на НАТО во декември 2019 година во Лондон го гледаме како одлична можност символично да ја одбележиме завршницата на процесот на членство во НАТО на 70 годишнината од основањето на Алијансата со официјално добредојде на 30-та земја членка. Но секако нема да има суштинско значење доколку процесот на ратификација заврши и во почетокот на 2020 година. Столтенберг го пофали постигнатото врз основа на што, како што рече, се темелела поканата за членство, но и потсети дека мора да продолжат натамошните реформи во одбраната и во разузнавачките структури. Целта, според генералниот секретар, е Македонија да има стабилни и кредибилни безбедносни институции кои ќе можат да оперираат во рамките на НАТО. Друго очекување на Алијансата е Македонија да ги зголемува средствата за одбрана и да се постигне бараното ниво од 2% од бруто домашниот производ. За гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски. А ракометарите на Вардар втор пат станаа европски прваци. За победата и прославата јавува Огнен Ченчаревиќ. Црвено-црна рапсодија во Келн. Аутсайдерот Вардар повторно е на тронот на европскиот ракомет. Идиличен крај на најневеројатната сезона која ја имаше овој клуб. Крај како што само можеше да го посакаат играчите и фановите. Тренерот Парондо и неговите избраници испишаа нова историја во европскиот и светскиот ракомет. Чудо, магија, неверојатна приказна. Ова се само дел од насловите по триумфот на Вардар во Келн.
27-24 стоеше на семафорот по истекот на 60 минути во финалето. 60 минути тотална доминација на четата на Парондо, на аутсайдерите. Фаворитот, унгарски Веспрем, немаше решение за надојдениот Вардар. Пехарот го подига Игор Карачич и потоа му го дава на капитенот Стоилов. Играчите во екстаза, фановите на трибините во транс. Во Скопје се слави, по улиците, на плоштадот. Еден ден предходно падна и моќната Барселона, исто како и во шампионската 2017 година. Надпревар со сценарио кој никого не остави рамнодушен. Ракометарите на Вардар успеа да направат пресврт и да ги надополнат 7 гола дефицит од полувремето. Ги поместија границите на возможното. А не беше се така идилично за Вардар и ракометарите оваа сезона, која почна со финансиски проблеми на собственикот на клубот, рускиот бизнисмен Сергеј Самсоненко. Неколку клучни играчи си заминаа, а оние што останаа играа без плата, веќе 7 месеци. Но и тоа не беше пречка за нив. Од надпревар во надпревар, со нескршлива волја и победнички дух и менталитет ги спроведуваат тактичките замисли на тренерот Парондо. Ракометарите вечерва се враќаат во Скопје, но гумина од нив за последен пат, бидејќи следната сезона ќе носат друг дрес. Илјадници фанови ќе ги чекаат уште на аеродромот, а потоа и на плоштадот, каде ќе биде официјалната прослава на титулата во црвено-црн ритам. Од Скопје, за Гласот на Америка, Огнен Чанчаревиќ. Ако УНЕСКО го стави Охрид на листата на загрозени подрачја, ќе има сериозни последици врз туризмот, предупредуваат експертите. Мики Трајковски за овој проблем. Дали надписот Охрид град на УНЕСКО ќе продолжи да стои на зградата на општината или не, ќе зависи од тоа дали градот и државата ќе ги испочитуваат препораките на оваа светска организација за поголема грижа на неговото природно и културно наследство. Но одамнешните најави дека Охридскиот регион може да се најде на листата на загрозени подрачја под заштита на УНЕСКО веќе во јули, предизвика загриженост и во туристичкиот сектор. Оттаму вела дека тоа може да влие негативно на бројот на туристи, бидејќи многу од нив во Охрид доаѓаат поради статусот кој тој веќе 4 децении го има под заштита на оваа светска организација. Затоа што нема да бидите дестинација која е интересна. Вода, езеро може да видат сегде, али ако видите место кое што е уништено и природно и од аспект на култура и од аспект на архитектура, вас тоа не ви треба, го имате на секој чекор било каде на земјината топка. Ништо, бришите се од мапата и ќе бидите само локална дестинација во кој што ќе бидат само напоминување. Многу е тешко да го вратите она што сте го изгубиле. Се надевам дека со мудрост можеме да се одбраниме и покрај девастациите што се извршени во изминатите децении, би рекол, во овој простор, бидејќи не само кај нас, секаде во светот атрактивните локалитети се намета на оние што сакаат да профитираат. Најголемите забелешки се однесуваат на прекумерната урбанизација, особено на крајбрежјето, нешто што со години се провлекува на овие простори. Ова е еден жол картон, уште еден жол картон, следува црвен картон. Сега што треба да се направи ние пред европските структури да настапиме со проект економски, еколошки и туристички развој на сливно подрачје на Охридско езеро, цело треба да го заштитиме. Локалните власти ветуваат дека работат на решавање на проблемите на кои укажува УНЕСКО и оти ќе следи неселективно рушење на дивоградбите, ти што број се проценува на околу 700. Јас како градоначалник и општината ја поведуваме битката за враќање на сјајот на Охрид. Знаеме дека тоа нема да биде лесно и ништо не може да се промени преку ноќ. Владата на својата последна седница го утврди предлог законот за управување со природното и културно наследство во Охридскиот регион. До донесувањето на планот се предлага мораториум на сите градежни активности во регионот. Инаку Охрид е помеѓу вкупно 35 места во светот и само 7 во Европа кои се под заштита на УНЕСКО. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски. Благодарам што не гледавте. Пријатно до утре.